Што се однесува до бројките, како што сите веќе знаеме, излегува бројките од Заводот за статистика, ние имаме зголемување континуирано што се однесува и на странските туристи, но истовремено во последните година и пол имаме зголемување на домашните туристи, а истовремено кога сме разговарале заеднички, а тоа бил и предлог на премиерот, за да почнеме и со мерката за субвенционирање на домашни туристи, но истовремено и од социјален аспект на работници што немат приоди, но немат ни можност да имат годишен одмор или пак да одат на одмор, било тоа летоска или зимуска. Ние моментално сме ги добиле како Министерство за економија, заедно со председателот на владата сме разговарале во влада што се однесува до сите ваши предлози што се од последниот состанок што го имавме, и тие предлози што се во скоп на Министерство за економија моментално се дискутираат во работни групи што се формиране од наша страна, што се однесува до изменување и дополнување на Законот за туристичка и угостителска дејност, и некои предлози веќе се инкорпорирани како измени што треба да бидат до крајот, мислам дека на јуни е рокот што треба да се усвои во владина седница новиот закон. Што се однесува до категоризацијата, значи ќе ги намалиме членовите, имајќи во предвид дека досега биле 13 членови од различни институции и еден од предлозите е да бидат 5. Истовремено сме предвиделе на некаков си начин, тука треба и да разговараме со Министерство за финансии, што мислам дека ќе се сложи, да основаме и инспекторат за туризам, но и новиот правилник и моделот на субвенционирање. Значи, има неколку предлози што се однесува до моделот на субвенционирање, а еден од предлозите е и правилникот да се направи на таков начин што согласно категоризацијата на хотелите и да се добиват субвенционирање на туроператорите или слично. Значи, овие генерално се предлозите што се однесуваат до измените во новиот закон за туристичка дејност и угостителство, и ние ќе продолжиме, значи, уште со работата на ова група што е формирана, но истовремено треба да се наведе во новиот закон и да се стави во ред што се однесува до физичките лица кои прават и нелојална конкуренција на хотелиерите, посебно во Струга тоа е наведено, имајќи во предвид дека таму нема ни во општината ни инспектори, но истовремено немаат ни категоризација, не прават на физички лица или тие што изнемнуваат соби, апартмани и слично. И секако дека еден друг предлог што треба секако со вас да го разговараме е тоа дека треба да наведеме во законот дека сите тие физички лица кои ќе издаваат над 10, или ќе видиме, ќе го одредиме заеднички бројот на соби, или 20 или 15, колку тоа ќе биде, значи да отварат фирма и истовремено тие да плаќаат такси и слично. Значи генерално овие се предлозите и значи темите што се дискутираат, што се однесува до новото законско решение. Вие сте вклучени во работната група, ние ќе продолжиме континуирано да разговараме на тоа и јас сум убеден дека после изборите ние ќе дојдеме и со конкретно решение и ќе го усвоиме новиот закон и на тој начин да ставиме и ред во ова дејност.